Што трите албански партии, предводени од Еди Рама на средбата во Тирана, кои потпише или договори таа платформа, барат да се реализира во рамки на Република Македонија. Тоа е точка 1 од платформата која помина доста незабележително и многу малку коментирано од страна на македонската јавност. Цитирам, односно цитирам содржината на таа точка, во која се вели: усвојување на резолуција во собранието на Република Македонија, со која се осудува геноцидот врз албанскиот народ во Македонија во периодот, внимавајте, од 1912 до 1956 година. Што тоа значи, почитувани гледачи? Значи многу и значи сериозно натоварување на грбот на македонската држава и на македонскиот народ, дека се геноциден народ и геноцидна творба. Ајде да го поделиме целиот тој период од 1912 до 1956 година во три фази. Првата фаза е некаде после Балканските војни, па се до капитулацијата на Кралството Југославија на 6 април 1941 година. Во тој период Македонија е под окупација на српската војска, на српската држава. И има име Јужна Србија или Вардарска Бановина. Ајде да речеме дека тој период воопшто не е спорен во целата ова наша анализа. Втората фаза е некаде после капитулацијата на Кралството Југославија, па се до август 1944 година, кога Македонија поделена на два дела. Во едниот дел на власт се бугарските фашисти и германските фашисти, а во западниот дел на власт се италијанските фашисти и фашистите на Бали Комптар. И третата фаза е 2 август 1944 година, кога се ударени темелите на Автономска република Македонија, па се до 1956 година. Значи тој период од 12 години, како што барат албанците или албанските политички партии, македонскиот народ и македонската држава треба да бидат прогласени за геноциден народ и за геноцидна држава кои вршиле геноцид врз албанците кои живеат на денешна територија на Република Македонија. И кој е власт во тие 12 години од 44 до 56 година на територијата на денешна Република Македонија? Тоа е Комунистичката партија на Македонија, која подоцна прераснува во Сојуз на комунисти на Македонија, и тоа е денешната партија која е наследничка на тие две партии, Социјалдемократскиот сојуз на Република Македонија. Значи СДСМ треба да прифати платформа со која македонскиот народ и македонска држава се прогласува за геноцидни во период кога партиите чии наследника таа партија владееле со Република Македонија.